За регулаторната комисија за енергетика прескапо е Евана да воведе систем еднаш месечно да ги чита броилата на сите корисници. Првиот човек на комисијата, Марко Бислимовски, потврди дека воведувањето на овој модел ќе чини 10 милиони евра годишно, што драстично ќе ја зголеми цената на електричната енергија за граѓаните. Зголемувањето би било околу 5%, па затоа ќе се оди на друг модел. Тоа е компанијата во наредните 2-3 години да набави паметни броила за 10 милиони евра. Тие основни средства ние ги признаваме, но повратот на капиталот изнесува само 6,2%. Значи, на годишно ниво, од овие дополнителни 10 милиони евра за набавка на нови мерни уреди, на крајната цена влијанието би било 0,1%. Нечиси никакво влијание, така да тоа ќе го направиме и во наредниот период, да ја задолжиме електродистрибуција да набави уште повеќе броила, за да можеме во период од 2 до 3 години некаде помеѓу 70 и 80% од потрошувачите во државата да имаат броила со далечинско отчитување. На наредната сметка граѓаните ќе добијат известување како сами да ги исчитуваат струјомерите и ако има отстапување од состојбата и наплатената потрошувачка, да пријават во Евана. Во иднина на сметката ќе стои дали пресметката за тоа колку е потрошена електрична енергија се базира на отчитано броило или на претпоставена просечна потрошувачка. Бислимовски не сакаше да ја коментира одлуката на Уставниот суд со која се укина одредби од закон и се овозможи лесно исклучување од парно греење. Апсолутно, ние како регулаторна комисија за енергетика ќе ја почитуваме одлуката на Уставниот суд, но кажувам што ќе значи тоа во пракса. Можност за полесно исклучување, тоа значи намалување на бројот на потрошувачи на топлинска енергија, што може да доведе до зголемување на цената за топлинска енергија и да имаме што е можно и ќе имаме домаќинства кои што повеќе ќе се греат на електрична енергија и како што кажав во деловите на градот Скопје каде што има организиран систем за топлинска енергија, трафостаниците и воопшто и мрежата е со послаб капацитет, бидејќи не се очекувало дека таму луѓето ќе се греат на електрична енергија. Бислимовски денеска ги повика сите енергетски компании во согласно со новиот закон за енергетика до 30 јуни да достават до РКЕ барање за продолжување на нивните лиценци. Ако не го сторат тоа, од 1 јули нема да смеат да ја вршат својата дејност. Станува збор за 1800 носители на лиценци од сите енергетски дејности.